Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Ке има ли рестрикции на струја предстојнава зима? За колку ќе поскапи електричната енергија од нова година? Колку транспарентно и отчетно се трошат милионите евра народни пари во справувањето со енергетската криза? Ова се дел од прашањата за кои вечерва ќе разговарам со Васко Ковачевски, директорот на Електрани на Северна Македонија, акционерско друштво во државна собственост одговорно за производство на електрична енергија. За нас во ЕСАМА и во владата рестрикции не се опција. Во Македонија кога ќе видите еден албанец, и кај мене, исто еден така. македонец, некако личи тоа како на коалиција. На коалиција апсолутно, дека некој си го договорил поделбата на колата. Видете, еве сега вие ставете се на мојата страна. Како ќе се однесувавте вие да ги одбиевте тие понуди кога тие се технички исправни, имат најниска цена од сите понуди доставени и кога ги дават сите гаранции? Слична формула сега се појавува и во фирмата која што набавува мазут за ТЕЦ Неготино и за БЕК РКМ на Радко Капушевски. Таму од крајот на август има сосопственик Ерџан Сулковски. И сега не треба да сте многу вешт за да пребарате, ќе видите дека станува збор за бизнисмен од Кичево, собственик на Пацифик Петролеум, бизнис партнер на Пуцко Петрол и се понатаму е веќе јасно. Во шега еден пријател вели ова неподносливо мириса на едно општество за сите. Добро, видете, ние имаме комисија за јавни набавки, имаме одговорни лица, управен одбор и на крајот јас директор. Значи ние не сме истражен орган. Пауза за реклами, па интервјуто со директорот на Електрани. Ја гледате емисијата 360 степени. Темата на вечерашното интервју, производството и снабдувањето со струја е од широк јавен интерес. Во студиото на Алсат е Васко Ковачевски, директорот на компанијата во државна собственост Електрани на Северна Македонија или скратено ЕСАМ, во чиј домен е производството на електрична енергија. А ова прашање нема кого не засега, од обичните граѓани и домакинствата до најголемите индустријски капацитети. Добро вечер, директоре Ковачевски, добро дојдовте во 360 степени. Добро вечер и благодарам за поканата. Ке има ли рестрикции на струја оваа зима? Добро, ова прашање во непосредно изминатиот период е и денеска. Често поставување на прашање од сите во државата и пошироко. И разбирате затоа што нашата држава, регионот, а и цела Европа се наоѓа во една глобална енергетска криза, предизвикана од други фактори, војно-политички, економски и така натаму. И нашата држава не е имуна на таа енергетска криза, која што започна овој период минатата година. Минатата зима успешно се справивме, значи немаше ниту еден ден рестрикции, имавме зголемено производство на електрична енергија и цената која што минатата година и првите 6 месеци од оваа година не беше некој драстично зголемување, со оглед дека цените на берзите има енормни скокови, дури ценовни шокови кои што предизвикуваја и услови на немање на енергенси, услови на немање на електрична енергија, дел од државите во регионот, па и пошироко има и рестрикции. Точно тоа се поставува се прашањето дали во нашата држава ќе има или не. Правите вако вовет, ќе очигледно не можете да дадете дефинитивен одговор. Јас ќе кажам она што го кажувам веќе неколку пати, за нас во ЕСАМА и во владата рестрикции не се опција. Зошто ќе ви кажам? Затоа што интензивно се подготвуваме да го зголемиме домашното производство во електрична енергија и со тоа да ги покриеме количините на електрична енергија. Прво, за регулираниот пазар, каде што се снабдуваат граѓаните и малите потрошувачи, а сега во непосредниот период правиме подготовки за исто така да се донесат дополнителни количини на електрична енергија за слободниот пазар, каде што се институциите и ајде прво за ова бизнис сектор. Домакинствата и малите потрошувачи имате задача да обезбедите 100% од струјата за нив, за Евана, а Евана потоа да ја дистрибуира до домакинствата и малите потрошувачи. Ќе успеете ли тоа да го направите? Со законот за либерализација на пазарот од 1 јули 2019 година имаме универзален снабдувач Евана Хом и имаме регулирана дејност. ЕСАМА е снабдувач на Евана Хом со задача на владата и со законот за енергетика. Ние на почетокот имавме обврска 100%, меѓутоа како се одминува годините се намалува процентот. Оваа година треба да испорачаме 60%.
Меѓутоа, ако испорачаме само 60% од потребите на регулираниот пазар за домаќинствата и малите потрошувачи, останатите 40% ева на хом треба да ги набавува на отворениот пазар, односно по многу повисоки цени, затоа што цената која што ние даваме со препорака на влада е 48 евро од мегават час, а останатите количини требаше да ги купуваат по 400, 500 па и 800 евра, и тоа ќе значеше директен удар врз семејниот буџет на граѓаните и малите потрошувачи, кои што можам да кажам дека се 72.000 компании, кои што и тоа така се сериозна бројка и ќе беше исто така сериозен удар и врз нивниот буџет. Но ние и минатата година и ова година со одлука на владата успеваме да испорачаме 100% по регулирана цена од 41 евро минатата година, сега овие 6 месеци од јули месец до крајот на годината по 48 евра, со оглед на тоа дека цените на берзите се 10-кратно повисоки, тоа значи дека владата преку ЕСМ субвенционира околу 80% од електричната енергија која што користат на регулираниот пазар. Ние успеваме во овој период со значителен ангажман на домашните капацитети, пред се ископот на јаглени во рудниците во Рек Битол и во Сломеј, да го зголемиме производството на термоелектраните. Тоа се случува во овој период од 1 месец до 7 месец, имаме зголемување во однос на претходната година за цели 40% на термоелектраните производството на електрична енергија, а следствено на тоа на хидроелектраните па го намаливме производството за 25%, за да може да ја чуваме водата за периодот кој што престои, затоа со хидропотенцијал правиме системски и балансни услуги за да го држиме системот стабилен. Она што се поставува уште еднаш прашањето за рестрикциите 100% да обезбедите кои што се најавувани и минатата година, иако ги немаше дел од така наречени експерти за енергетика, дел од политичките партии предвидуваат црни сценарии, меѓутоа ние минатата година, минатата грејна сезона успешно се справивме со енергетската криза. Сега исто така дополнително се подготвуваме. Зошто? Затоа што сите најави, изјавите на сите лидери во Европа па и глобално и на сите експерти за енергетиката предвидуваат дека оваа зима кој што предстои сега од октомври до април месец наредната година, ќе биде една од најтешките во изминатите 70 години. Токму затоа тоа е дополнителен мотив и на нас во ЕСМ и на другите енергетски компании, но пред се на владата, прво да се обезбедат ресурси, доволно ресурси за производство на електрична енергија, второ да имаме доволно количини на електрична енергија, без да има рестрикции или прекини со снабдување, но исто така и да се внимава на цената која што престои, затоа што сега имаме регулирана цена до 31.12 и во декември месец треба се прави цената за наредните 6 месеци. И вие најавивте дека ќе има зголемување. Да го ставиме тоа прашање за малку подоцна. Господине Ковачевски, прашањето за рестрикциите е веројатно поврзано и со тоа што станува збор за пред се стар и амортизиран систем. Пред се мислам на Рек Битола, повеќе од 35 години, кога прави 40? Сега на 4 ноември ова година правиме јубилеј 40 години од почнувањето на првиот блок во Рек Битол. А тоа е најголемиот производствен капацитет во државата. 75% од енергијата во државата го произведува Рек Битол. 675 мегават инсталирана моќност, од кои што околу 540 веројатно може да ги користите. Во моментот 2 од 3 блока се во функција. Најавувате рестартирање на третиот блок во ноември, на 1 ноември. Ќе успеете ли во тоа, со оглед на тоа што минатиот ноември се случи хаварија таму, изгоре трансформаторот, во меѓувреме баравте начини како да го поправите. Знам дека стариот трансформатор е на поправка во Белград, а во меѓувреме на Бирото за јавни набавки се појави една набавка на нов трансформатор. Може да објасните што се случува со третиот блок? Минатата година имаше испад на блок 3 заради блок трансформаторот, хаварија настанато на дворешни услови, значи повратна реактивна енергија. И тој трансформатор пробавме да го ставиме уште еднаш во функција, стартовавме на 9 јануари после сервисирањето и поправката, меѓутоа се покажа дека не сме успеале доволно да го поправиме и побара да технолошкиот процес побара да истиот се сервисира во сервис кој што се овластен за трансформатори. Иначе за информација ваша и за јавноста, сервисирање на еден трансформатор значи 12 до 18 месеци.
рок на поправка, а испорака на нов трансформатор од 12 до 24 Дали месеци. е проблем тоа што Овие станува збори за прилично стара технологија? Точно. Овој трансформатор и другите трансформатори се производство негде околу 80-тите години, кога се градил рек Битола и кога се ставал во функција, и за жал немаме резервен трансформатор, затоа што работи со тие три трансформатори во блокови кои што се на рек Битола и едниот трансформатор кој што е во Осломеј. Токму затоа ние истовремено со ангажманот на компанија кој што го поправа во Белград, нашиот трансформатор е успешно транспортиран во Белград и веќе трае процедурата на сервисирање, заради безбедност и гаранција направивме и друга постапка за набавка на уште еден трансформатор, нов трансформатор, кој што ќе стигне побрзо од сервисирањето на стадиите на што се крстите за 1 ноември? Сега ние очекуваме негде средината на октомври да дојде испорака на новиот трансформатор, во втората половина на октомври да се стави во функција, значи да се приклучи на системна мрежа, и негде крајот на октомври или почетокот на ноември да се стави во функција блок 3 во рек Битола, за да може во наредниот период, затоа што е така предвидено и планот за производство на електрична енергија, во ноември, декември, јануар, февруари, март да имаме успешно работење на 3 блока во рек Битола. Инаку 6,5 милиони од прилика чини новиот трансформатор, за да знаат граѓаните дека не станува збор воопшто за ефтина ставка. Точно, тоа е голема инвестиција, значајна и капитална инвестиција за наредниот период. Но во исто време треба да знаат граѓаните дека без третиот блок од рек Битола веројатно тешко ќе стигнувате до тие 100% кои што владата ве задолжи да ги наоѓате. Ако не го успееме да го обезбедиме трансформатор и не се стави во функција трет блок во рек Битола, значи не блок 3, него трет блок, затоа што блоковите неизменично некогаш работат, тоа ќе значи дека не може да се произведе доволно количество на енергија, согласно планот, изголемениот план кој што морам да потсетам за јавноста дека ние со планот за производство за ова година и дополнителните продукти кои што ни ги задолжи владата, значи 100% производство за Еванахом, за регулираниот пазар, покривање на загубите со електрична енергија по пониска цена за Евана електродистрибуција и техничките загуби на МЕПСО, со овие три продукти ние моравме да го зголемиме над 20% основниот план. Значи за ова година имавме предвидено 3768 гигават часови производство, со новиот план сега веќе имаме 4052 гигават часови за периодот од 1 до 31 Лани не беше добра година, така што веројатно минатата година беше точно, историски гледано најлошата година за производство на домашна енергија, меѓутоа минатата година направивме технолошки активности кои што беа планирани и предвидени уште во 2020 година, затоа што се направи еден тотален застој на ископите во рек Битола уште од мај месец до крајот на август, за да можеме да направиме подготовка на системите, за да може да новите системи кои што сега се поставени произведуваат доволно количество на јагнем во ранените 7 до 10 години, затоа што развојната компонента и рударските проекти во рек Битола предвидуваат да имаме јаглен до 2031 година. Ако не направивме таа технолошка активност, ние ова година не можевме да имаме 40% зголемување на термоелектраните. Колку е известно дека рек Битола ќе работи со сите три блока од 1 ноември? Значи, ние технички се подготвуваме. Во производството на енергија и во енергетиката, посебно кај термоелектраните, има предвидливост и за таа предвидливост ние се подготвуваме, значи правиме редовни сервиси и редовни инвестиции, правиме редовни набавки, ангажман на сите вработени и надворешни компании, меѓутоа има непредвидени работи. Значи се случуваат вакви испади, хавари, дефеци. Јас се надевам дека во предвидливоста ние сме подготвени да ја произведиме 100% производство на електрична енергија која што ќе задоволи домашниот пазар. Дали е точно дека ако се случи еден поголем дефект, една поголема хаварија во рек Битола, прашањето за рестрикции може да дојде на дневен ред? Па да, секако дека може. Значи тоа се случувало и во минатото, тоа може би да се случи и сега или во иднина, не само кај нас. Значи знаете, минатата година и сега непосредно во оттекот на ова година во нашиот сосед Косово исто така имаше испади, хавари, имаше рестрикции. Минатата година во Република Србија, која што е далеку поголем производител на електрична енергија од нас, исто така имаше 2 хавари, па имаше и одредени рестрикции во Јужна Србија. Значи тоа се случува во Романија, се случи минатата година, во Казахстан се случува, во Узбекистан. Значи има периоди кога негде се случуваат такви хавари. Меѓутоа се надевам
на успешност на сите активности кои што сега ги правиме и повторно ќе кажам, во предвидливоста на работењето на термоелектраните, ние сме 100% подготвени да ги произведеме овие За РЕК количини Битола енергија. има и други предизвици. Да речеме, количините на јаглен и калоричната вредност на јагленот кој што се ископува во моментот од два рудника, Суводол и Брод Гнеотино. Најавено е отворање на нов рудник трети. Живојно. Кога? Добро, ние согласно рударските проекти кои ги имаме и развојната стратегија на енергетиката и енергетската стратегија на државата до 2040 година, предвидено е дека во Битола треба да се отвори нов рудник. Рудникот, најголемиот рудник ПЈС заврши во 2019 година. Ние во 2019 година успеавме, без тотален застој, без прекин, кој што трае 2 до 3 години, успеавме да отвориме нов рудник. Тој е ПЈС, Подински јагленови серии, продолжение на рудникот Суводол. Меѓутоа, квалитетот на тој јаглен е понизок од квалитетот на јаглен кој што беше претходно во рудникот Суводол. Калоричната вредност од 1700-1800 килокалори, во новиот рудник е веќе 1300 до 1400 килокалори. Значи имаме 20 до 25% пониски калории. Тоа значи внесуваме во термоелектраните помалку енергија во гигаджули и затоа производството на електрична енергија е пониско. Меѓутоа, со дополнување на набавките кои што ги правиме на поквалитетен јаглен, кој што доаѓа од Република Грција и Република Албанија, го подигнуваме квалитетот на јагленот, значи правиме хомогенизација и со тоа значи дека ќе имаме и поголемо производство на електрична енергија. Правиме напори, пред 2 месеци добивме концесија за рудникот Живојно. Тој проект беше предвиден уште пред 20 години. Јас жалам што минатите раководство или минатите предходните влади, кои да бидат, без разлика од која политичка провиненција доаѓаат, не се створиле услови да се отвори тој рудник, за да имаме поголемо производство на јаглен, а следствено на тоа поголемо производство на енергија. Пред 2 месеци ги добивме концесиите, во текот се другите процедури и постапки и очекуваме до крајот на годината веќе да направиме влез во третиот рудник, тој е рудникот Живојно, и веќе за ова грејна сезона да одвоиме, односно да ја ископаме и да доставиме до термоелектраната одредени количини на јаглен. Пред да ве прашам за увозот на јаглен, сакам да ве прашам дали е точно дека проблемот, меѓу другото, со постојните рудници во РЕК Битола и тоа што порано се копало прилично безредно, без особен систем што на крајот ефектуира и со ова што го зборуваме, јаглен со можеби послаба калоричност. Добро, јас знаете прво во 2018 година во јануари бев назначен за директор на РЕК Битола и кога пристапив на таа функција, од одговорните во рудници ми кажа дека во претходните 7-8 години не се работело согласно рударските проекти. Односно се трчало по јагленот. Таму кај што го има ќе се ископа, се копало без ред, се оставала јаловината, односно земјата на одлагалишта каде што не треба да има и така имавме едно рудно наоѓалиште кое не беше согласно рударските проекти и согласно рударството. Значи токму затоа ние пристапивме со помош на рударскиот факултет во Штип, со помош на рударски инженери и врвни стручњаци во Република Србија да ни помогнат во наредните 2 години да ги направиме условите за ископ на јаглен и јаловина во рудниците во РЕК Битола онака како што треба. Денеска било кој познавач на рударството може да дојде во РЕК Битола и да види дека денеска се работи онака како што треба по правило, старите викат по ПС, онака како што треба да се копа јаглен и јаловина. Меѓутоа не сакам да зборувам за минатото, јас зборувам за денес и за иднината. Она што треба да го направиме е да имаме повеќе ископ во нашите рудници, затоа што домашниот јаглен е најевтин јаглен, а следствено на тоа домашното производство на електрична енергија ќе биде далеку пониско од цените кои што се денес. Сте сега да увезувате јаглен и ќе увезувате јаглен и увезувате веќе од Албанија и од Грција, јаглен со повисока калориска вредност. Го мешате со домашниот, да речеме, тоа го нарекувате процес на хомогенизација за да ефектот да биде подобар и поголем. Но токму при увозот на јаглен за РЕК Битола, колегите од БИРН на порталот Призма неодамна објавија текст во кој обелоденија дека 2 фирми на ист газда, извесен 45 годишен бизнисмен од Мала Речица, Алибер Ибраими, едната во партнерство со Лазар Кимов, другата во партнерство со Ана Христовска, добиле сделки од 9,5 милиони евра со електрани на Северна Македонија за увоз на јаглен, рековме од Грција и од Албанија. Дополнително фирмите се формирани откако веќе е распишана јавната набавка
може би законски процедурално се е во ред, но некако како да има тука простор за сомнеш. Па видите, ова беше често поставувано прашање во изминатиот период, јас сега уште еднаш за јавноста и за вас ќе одговорам. Значи, ние имаме отворени постапки, транспарентни за набавка на јаглен. Исто така имаме и за мазут, и за другите енергенси, вклучително и за електрична енергија. Иако, согласно законот, ние не треба да објавуваме оглас, јавен оглас во медиуми, да испраќаме покани, затоа што набавката на енергенсите во секторските услуги се врши по принципот на склучување само на договор. Значи, ние имаме можност и право да најдеме било која фирма, да ја повикаме да склучиме договор и да испорачва јаглен, мазут или било што. Меѓутоа, заради транспарентност, заради конкурентност, заради економска придобивка, ние досега сите тие можности не ги користиме. Само користиме една можност, објавуваме јавен оглас и пуштаме покани, например за мазутот, до сите компании кои што поседуваат лиценци. Кога објавуваме електрична енергија за сите трговци кои што имаат лиценци, што се однесува до набавката на јагленот, објавуваме транспарентно во медиуми, во печатени медиуми, на веб страната и испраќаме покани до сите досегашни добавувачи на јаглен. Дека од тој ден отворен повик во рокот 60, 90, овај повик е 365 дена сегашниот, значи кој кога ќе створи услови, ќе обезбеди јаглен, кој јаглен ги исполнува техничките услови кои што се поставени во тендерската документација, кој што јаглен може да се испорача во термоелектраните Битол и Осломе, за кој што јаглен има најповолна цена, значи најповолна цена од останатите, и за кој јаглен и за таа понуда добавувачот доставува банкова гаранција за сериозност на понудата, а потоа и уште една банкова, значи 2 банкови гаранции за исполнување на договорот. Треба ли, например, да се повара фирмата да има некаков трак рекорд, да постои барем 2 години, 3 години, да има некакво искуство во областа? Видете, ако ги бараме тие услови, ќе ги ограничиме други компании кои што можат побрзо да обезбедат јаглен. Значи ја скратуваме конкурентност. Колку повеќе услови поставувате, толку повеќе ја намалувате конкурентноста и транспарентноста. Ама знаете што, во Македонија кога ќе видите еден албанец, еден македонец, некако личи тоа како на коалиција. На коалиција апсолутно, дека некој си го договорил поделбата на колачот. Видете, еве сега вие ставете се на мојата страна. Како ќе се однесувавте вие да ги одбиевте тие понуди, кога тие се технички исправни, имат најниска цена од сите понуди доставени, 9 или 10, не знам точно колку беа, и кога ги дават сите гаранции и ги исполнуваат сите услови, и економско-финансиски, технички. Дали таа компанија или двете компании требаше ние да ги одбиеме? Зошто? Затоа што биле скоро регистрирани. Еве тие компании денес, од кога се склучи договор до денес, значи секој ден испорачуваат согласно планот за динамичка испорака јаглен, со квалитет кој што го понудија и следствено на тоа го исполнуваат договорот. Ако поставевме поинаку, јас денеска ќе носев одговорност и цел тим кој што знаете што се сеќаваме на времињата кога се беше пустав и закон, на крај телефонските разговори прислушкувани открија дека зад уставот и законите се случувале договарање и местење на многу сделки поврзани со јавните фондови. Од тука да, се може да биде по устав и закон, ама има начини како се елиминира конкуренцијата, како се фаворизираат одредени фирми. Видете, има уште две скалила. Значи, покрај носењето, покрај отворените постапки транспарентноста, ние имаме, согласно законот, имаме управна контрола од Бирото за јавни набавки и можност на сите останати кои што не ја добиле сделката да се жалат до Државна комисија за жалби. Значи, некои од компаниите за други јавни набавки ги користат и тие механизми. Знаете што е дополнително, да речеме, симптоматично? Слична формула сега се појавува и во фирмата која што набавува мазут за ТЕЦ Неготино и за БЕК РКМ на Радко Капушевски. Таму од крајот на август има сосопственик Ерџан Сулковски. И сега не треба да сте многу вешт за да пребарате, ќе видите дека станува збор за бизнисмен од Кичево, собственик на Пацифик Петролеум, бизнис партнер на Пуцко Петрол и се понатаму е веќе јасно. Господинот Јаховски знаеме кој е член на ДУИ, пратеник и така натаму. И овде личи како да е договорено партнерството и да се делат работите. Во шега еден пријател вели ова неподносливо мириса на едно општество за сите.
Добро, видите, ние имаме комисија за јавни набавки, имаме одговорни лица, управен одбор и на крајот јас директор. Значи, ние не сме истражен орган. Доколку за било која јавна набавка, економскиот оператор кој што доставил понуда ги исполнува сите критериуми и сите услови, согласно закон за јавни набавки, ние мора да ги прифатиме тие понуди. Во спротивно, ние правиме прекршок. И сега утре се поставува прашањето кој ќе понеси па таа одговорност, доколку елиминираме заради собственичка структура, заради одредени личности, дали се тоа политички личности или бизнис интереси. Значи ние затоа има истражни органи. Прво ви кажав, има управни контроли, има и комисија која што ги проверува сите тие јавни набавки. Ние често во медиумите сме обвинувани како ЕСМ, посебно сега во енергетската криза, дека склучуваме договори во 4 очи. Често сме обвинувани најчесто од лидерот на опозицијата, Христијан Мицковски. Еве сега одговорно ви тврдам, ова денес за прв пат ќе го кажам. До сега, додека сум јас директор на ЕСМ и претходно на Арик Битола, нема ниту една јавна набавка. Значи ниту една јавна набавка на која што била повикана една фирма и се склучил договор во 4 очи. Ова најодговорно денеска ви отврдам пред цела јавност. Значи секогаш кога се вршеле постапки без претходно објавување на оглас, биле повикувани најмалку 3 фирми, некогаш 5, некогаш 7, некогаш 11 во зависност од која постапка се работи. И секогаш имало транспарентност и конкурентност. И секогаш се бирала најниската цена. Меѓутоа, кога веќе некој ве обвинува за договори во 4 очи и покажува со прст кон некого, тој истиот, кој што денеска и вчера и секој ден, додека трае кризата, не обвинува, истиот тој човек седел на моето столче и бил директор во ЕЛЕ. И во неговиот мандат и период имало 44 постапки со без објавување на оглас, односно со постапки со преговарање. И тога се склучувале договори за ископ на јаглен. И тога се склучувале договори за ископ на еловина. И тога се склучувале договори за помош на механизација. По 200, по 300, по 400 милиони денари. Дали тогаш не биле договори во 4 очи? Или само сега се договори во 4 очи? Јас сакам да ви кажам. Се сеќавате дека се користеше метафората кражба на деценијата во тоа време. Добро, да, факт е тоа. Има истражни органи, водат предмети за во Арик Битола, за во ЕСМ и порано. Ние имавме државна ревизија минатата година. Но треба да се соочите и вие со впечатокот дека нешто матно се случува на тој план во делот на тие луѓе кои што покажуваат во јавноста, се лидери на политички партии, имат голема поддршка од членство, од граѓанство, и кога тие ќе кажат дека во Арик Битола или во ЕСМ се склучи договор во 4 очи, тие го веруваат. Меѓутоа, дали ќе веруваат кој ќе му каже дека и тој правел такви јавни набавки, ама не биле договори во 4 очи? Ама не е факт прво дека се истите фирми од времето на ВМРО и сега. Тие во делот на помошната механизација... Најчесто се истите. Да. Најчесто се истите фирми. Тие се компаниите во државата. Значи како Еве сега не одамна имате и вие нова набавка, Рудкоп да речеме, проценетната вредност е 600 милиони денари. Точно така, за наредни 18 месеци кои што треба вршат исково. Да, не знам на крај договорот се уште не е објавен на јавни набавки, не знам на крај колку ќе биде договорот, но толку е проценетната вредност. Значи постапката се уште не е завршена, има и други постапки, има постапки кои што веле завршени, меѓутоа сакам да кажам дека не треба да се прави филм и да се прави страв кај граѓаните дека нешто се случува. Значи тоа се процеси кои што биле претходно, денес се, утре ќе видат. Тие се јавни набавки, значи ние сме акционерско друштво во државна сопственост. Ние мора да вршиме јавна набавка. Многу е полесно највана. Таа е приватна компанија. Денес ве наоѓа ниска цена, купува, оперативно го работи нештото. Ние мора да ги почитуваме процедурите. Кај на една јавна набавка трае од 40 до 90 дена. И секогаш кога имаме јавни набавки, сите јавни набавки, пазете, уште еден факт. Денеска кога бараме постапка за преговарање, тоа одобрение го дава Бирото за јавни набавки со претходна усогласеност на финансовиот план. Во претходната, пред 2017 година, одобрение за јавна набавка со преговарање давал генералниот директор на ЕЛЕМ, тогаш ЕСМ. Значи денеска да добиете постапка со преговарање, треба да имате најмалку 5 страни образложение. Претходно да било во финансов план, да се обезбедени финансиски услови, да бидат обезбедени услови за постапка за преговарање и на крајот согласност, дали ќе има или не дава Бирото за јавни набавки. Мицковски
со уште нешто се занимава овие денови и го форсира, го нарекува плячка на Македонија, а тоа е продажбата на ноќните вишоци. Од 2 часот по полноќ до 7 наутро вие на неделно ниво објавувате така продажба на вишоците, ги купува одреден трговец со струја. Господинот Мицковски прави споредба со цените на берзата во деновите во кои што вие ги продавате вишоците и според него, еве да речеме според неговата последна објава за периодот од 30 август до 6 септември, државата е оштетена за 178.000 евра само за тие 7 дена, затоа што во тој период цената на струјата на берзата била 426 евра за мегават час, а вие сте ја продале по 337 евра за мегават час. И сега минусирано, поделено, помножено, се доаѓа до 180.000. Тоа е весела математика. Одма да ви кажам. Ние дадовме 7 соопштенија на секој ден кога излегува Мицковски неговите портпароли дека се продали ноќни вишоци, па толку енергија, толку по толку, и на сите ние дадовме соопштение и дадовме отчетност колку енергија и на која цена и како се продава. Дополнително морав да одржам и еден час во природа, во Рек Битола да нацртам кои се ноќните вишоци и како се продават и по која цена. Тоа Мицковски многу добро го знае. Меѓутоа, поинаку го кажува во јавноста за публика, за да собери неколку гласачи плюс. Ноќните вишоци, цената на ноќните вишоци е исто како кај вас во телевизијата. Ноќните реклами од 2 ноќе до 6 савајле не е се иста цена како цените во ударните терми. Така се согласувате. Нема воопшто реклами. Не, во медиумите. Да, ама нема воопшто реклами, сакам да кажам, затоа што нема публика. Ако има, па точно. И тука нема публика. И тука има многу малце потрошувачи кои им е потребна енергијата од 2 наутро до 7 часот, до 6 или до 7. Токму затоа тие вишоци, кои што не можеме да ги пласираме и нема кој да ги купи во државата, ги продаваме на слободниот пазар, на јавна продажба, на аукција, каде што може да се јави секој трговец и секој оној кој што му е потребна таа енергија. Сега, се поставува прашање. Зошто цената од 426 евра во тие 7 дена се разликува од цената по која што вие сте ја продале струја? Сега, вака. За 337 ние цената ја продаваме на јавна аукција. Највисоката понуда која што ќе стигне. Ние имавме објавено и податоци. Има некој нуди 148, некој 220, некој 303 евра. Ние земаме највисоката цена. Тој е победник, кој што понудил највисока во случајот 303 евра. Меѓутоа, таа цена е само за тие часови. И тој што ја купил трговецот, го прави продуктот со таа енергија што ја купил од нас, некоја пикова енергија што ќе купи по 1000 евра, некоја друга дневна енергија која што ќе купи по 600 евра и прави 24 часовна енергија и ја продава на пазарот. Ако било кој има потреба од таа енергија, пример, еве вие во студиото, ако имате потреба од таа енергија од 2 до 7, ќе ја купите кај нас, например, за 200 евра, така? Останатата енергија, ако вие кај добавувач од 400 евра, нема да ви ја дај по 400 евра. Затоа што тие 5 часа не ги купувате од него, тогаш ќе ви ја дај по 500 евра, и заедно со овие по 200 евра што била, ќе дојде пак 400 евра. Значи, Мицковски многу добро знае како се продаваат продуктите. Една од тезите и прашањата е зошто вишоците не може да останат тука кај нас, кај нашето стопанство. Да речеме, еве, денеска 10 најголеми потрошувачи беа во владата, имаат своји барања, 2 од нив веќе не работат затоа што цените на струјата што треба да ја кои што ја купуваат енергијата, најголем дел од енергијата ја остават во државата. Значи, тие се добавувачи на наши големи компании кои што се на слободниот пазар. Еве, последната објава ја доби компанијата Дуферко МК со највисока цена. Таа е добавувач на електрична енергија на домашен индустријски капацитет. Значи, ние не можеме да му наметниме. Еве, мене, например, ми се јавуваат... Од Макстил, еве, конкретно, велат дека тие последниот договор нивен за набавка на струја е 650 евра за мегават час и конкретната фирма Дуферко МК која што ја најавивте, која што ја кажавте, е меѓу другото добавувачот на струја за Макстил. Сега Дуферко МК од вас ја купува вишокот за 400, а ним им ја подава по 650. Знаете зошто? Зошто Макстил не може да ја купи за 400? Дуферко не му ја продава само за тие 5 часа 600 евра, него му ја продава за цел ден.
Зошто? Затоа што од кај нас купил за 5 часа по 400 евра, останатите од 7 или во пиковите ја купил за 800 евра или 900 евра и на крајот прави едно деноноќе, 24 часа, миксана цена, ноќните вишоци, дневната енергија, пиковата енергија и прави цена од 600 евра. Трговците прават само цена плюс маржа. Има ли и сега начин... тука е битката на маржата. Еви, ние имаме сама продажба. Ние учествуваме на сите онаму кај што можеме, кај што имаме слободна енергија, посебно кај институциите, најголем дел од клиниките, од болниците, од министерствата ги снабдуваме со електрична енергија и ние излегуваме на пазарот и таму даваме најниска цена. Значи цената се оди на маржата. Ние секогаш одиме 5% маржа и подолу. Останатите трговци имаат околу 10%. Има ли и начин, господин Ковачевски, оваа струја да остане дома, не на овој начин преку трговците, препродадена за многу точно. Кој сака може да ја цена? купи. Било кој индустријски капацитет, дали тоа Макстил, дали Фени, дали Цементарус, слободно може да ја купи. Меѓутоа, таа енергија која купи ноќната од нас поевтино, дневната нема да ја плати како денес иста, ќе плати повисоко. И на крајот на денот ќе му дојде цената исто. Тоа сакам да ви кажам. Ќе успеете ли да обезбедите струја за стопанството кое што е на отворениот пазар по цени кои што ќе бидат поприфатливи? Бидејќи сега има известно намалување на цената на струјата на берзата. Прво, на што се должи тоа? Значи, се должи на геополитичките состојби и економските и енергетските состојби. Цената на гасот исто така во овој период беше намалена. Складиштата на газ низ цела Европа беа веќе речиси полни, за разлика од минатата година во овој период беа на 20-25%. Денеска низ Европа во Германија, Холандија, Италија, Шпанија, па и други земји, Маđарска, Унгарија, процентите се околу 90 исполнети проценти. Значи веќе голем дел од државите се обезбедиле со енергенси, со газ, со мазут, со јаглен. Истото тоа и ние го правиме. Токму затоа го кажавте вие, премиерот направи една работна група, дел од енергетиката, дел од советниците од владата, председателот на Стопанската комора, Бранко Азевски е заедно со нас, кој што одиме во Република Србија, Република Бугарија, Република Грција и правиме напори за обезбедување на дополнителни количини на енергија и на енергенси. Јас секогаш и премиерот и јас го кажуваме тоа. За надминување на енергетската криза потребна ни е регионална поддршка. Сите држави во регионот имаме било каква потребна поддршка. Има ли начин како ќе ја скокнете берзата за да дојде струјата од Бугарија, да речеме, до индустријските капацитети во Македонија? Искрено кажано, тоа е најтешкиот проблем. И со Република Србија, и со Република Бугарија, меѓутоа бараме начин како може со билатерални договори помеѓу две држави да се регулират тие односи. Меѓутоа во овој период се прават исто така и разговори со Европската енергетска заедница, со Европската комисија, како заеднички во регионот, државите членки на Open Balkan, плюс Бугарија и плюс Грција, да се регионално поврзиме, за да можеме заедно да надминиме енергетската криза. Господинот Мицковски тврди дека ви било речено дека таа струја мора да поминува преку берзата, вели ако е преку берза, тогаш каде е привилегијата? Вели па пратиле пратеник од тука кој барал цената берза минус 30%, на тоа му се насмеале, го испратиле назад дома и така натаму. Сака да каже дека најверојатно тешко ќе стигнете до договор за цена за стопанските капацитети која што ќе биде пониска од берзанската. Добро ве слушав и тоа се приказни за мали деца. Плюс дополнително изјавата на Мицковски дека во Бугарија не приминеле, се сме седели на скала, Радев не сакал да не прими. На страното. Јас сакам друга ви кажам. Премиерот Ковачевски, министрите економски, вице-премиерот, економските министри, советниците, енергетскиот сектор, сериозно работиме во овој период како да се обезбеди дополнителни количини на електрична енергија за слободниот пазар. Регулираниот пазар горе-долу го покриваме. Но ние ако му дадеме ефтина електрична енергија на граѓаните и сме ги задоволили, а на другата страна, ако не го помогнеме бизнис секторот и тие граѓани останат без работа, чуму тогаш сме давале ефтина електрична енергија кога немат приходи во домаќинството? Токму затоа се прави напор како во овој период да се спаси економијата, односно бизнис секторот, и да се помогне на институциите. Пред се на училиштата, градинките, јавните комунални предпријатија, па и општините. Горе-долу во министерствата веќе ги саниравме состојбите.
Сега се прави напор во овој период. Јас сметам дека ќе бидат успешни овие разговори и преговори и на крај ќе имаме договори во регионот да добиеме дополнителни количини на енергија, кои што ќе бидат по пониска, далеко пониска цена од берзите, и исто така ќе биде дополнителна помош и на бизнисот, и на институциите. Бидејќи времето лета, на почетокот го споменавме прашањето за зголемување на цената на струјата од 1 јануари, вие имате изјави во кои што велите цената ќе се зголеми. И тоа претпоставуваме неминовност, така? Видете, не го кажувам само јас. Тоа го кажуваат сите во Европа. Значи, цените на електричната енергија ги формираат цените на енергенсите. Сега за гледачите да кажеме дека зборуваме за цената на регулираниот пазар. Цената на регулираниот пазар, кој што треба да се направи во декември и треба да ја донесе регулаторната комисија за енергетика врз основа на сите трошкови кои што ги прават енергетските компании и цената производна на ЕСАМ, се прави цената за електричната енергија која што ќе биде за наредните 6 месеци, од јануари до јуни. И според вас зголемувањето е неминовност. Меѓутоа, со оглед на тоа дека имаме зголемени трошоци на производство, имаме зголемени цени на енергенси, имаме исто така имаме дополнителни количини на електрична енергија кои што треба да ги произведиме, дел можеби ќе треба и да се набават. Моја претпоставка е, тоа го кажав уште пред месец дена, дека очекувано е да има зголемување на цената на електричната енергија, но сега ги правиме сите напори тоа да биде мало, минимално или благо покачување. Значи и 1 денар да биде е покачување, така? И 10 денари е покачување, и 100 денари е покачување. Она што треба сега да го направиме во овој период, да го зголемиме домашното производство, колку што е можно повисоко, за да имаме пониска производна цена, да ги намалиме трошоците. Токму заради ова ние во ЕСАМ за овој период од јануари до август намаливме 55 милиони евра по основ на трошоци. Продуктивни, непродуктивни, намалување на јавни набавки и така натаму. И сето тоа, беа коментарите за тоа, како воопшто може 55 милиона да се намала, а како се трошеле тие пари? Тоа што е доказ дека нерационално се трошеле. Не е точно, него ние сме имале во планот проекти кои што не се неопходни ова година. Сме ги одложиле за наредните 2 години. Денеска не треба да се прават, не знам, патишта, управна зграда, не знам, санација на нешто што ќе биде за 10 години. Денеска работиме за ова година. Затоа што денеска имаме енергетска криза. Предвидувањата се дека ова година или наредната, или најмногу за 3 години. Не можеме денеска да работиме проекти што ќе носат резултати по 10 години. Меѓутоа да не заборавиме. Во овој период, иако сме во енергетска криза, претходно бевме во ковид пандемија криза, ние не сме застанале со проектите за инвестиции. Денеска ние ЕСАМ располага со 1427 мегавати инсталирана мој капацитети. И сите тие капацитети се стари 40, 50, 65 години Маврово. И добро е што сме ги одржавале во овој период, затоа што и тие ќе ги немавме и денеска ќе бевме многу повеќе зависни од увоз. Ние сме инвестирале во нив во овој период сега, но исто така и правиме нови развојни проекти. Во моментот, во изминатите 2 години и денеска, ние имаме 12 развојни проекти кои што треба да се изградат во наредните најмногу 10 години и кои што ќе бидат со инсталиран капацитет од 1870 мегавати. Тука се гасните централи кои што треба да се изградат и треба да бидат замена за термоелектраните. Тука се фотоволтаичните електрани, сопственост на државата, ветерните паркови кои што треба да се зголеми, паркот во Богданци, новиот парк во Мојмиравци и она што е најзначајно, хидропотенцијалот Чебре. Таа е најкапиталната инвестиција во државата, која што мора да се случи. Колку е известно дека ќе се случи? Знам дека има една понуда од грчка фирма. Дали се ќе оди кон склучување договор? Лично сметам дека ова постапка ќе биде успешна. Лично. Моје уверување со оглед на тоа дека учествувам во процесот од првиот ден, кога почна овој проект пред 2 години и пред 10 дена кога стигна понудата од грчката компанија PPC. Јас мислам дека цела моја кариера за Чебрен се зборува. Точно, јас од кога паметам Чебрен и Галиште, па само Чебрен, па Галиште. Но сега имаме навистина можеби неповторлива шанса и можност да склучиме до крајот на годината договор
за јавно-приватно партнерство, државата да даде концесијата, ЕСАМА како државна компанија, со грчката државна компанија PPC, да бидат партнери и конечно наредната година да почне изградбата на Чебрен, која што треба да биде со номинална снага од 333 мегавати до 450, во зависност од кое техничко решение ќе се прифати. Тој капитален објект, енергетски капитален и стратешки капитален објект на државата е и тоа како потребен, за да имаме сигурен, стабилен и многу функционален енергетски систем, затоа што сите овие инвестиции, фотоволтаиците и ветерниците не можат да го искрепат системот ако немаме балансер, а тоа е дека Чебрен треба да биде реверзибилна хидроцентрала. Да, точно. Тоа значи дека ќе го повеќе пати ќе се врти водата. Во ноќните часови кога имаме многу ниска и ефтина производна цена на електрична енергија, водата ќе се испумпува, повторно ќе се враќа во хидроакумулацијата и повторно во дневните часови кога е најпотребна и во пиковите ќе се произведува електрична енергија и затоа имаме неповторлива шанса Чебрен до крајот на годината да биде потпишан договор, а веќе наредната година и во следните 7-8 години да се гради конечно да имаме Ќе следиме да видиме што ќе се случи на тој план. Остана многу прашања неотворени. Јас сум убеден дека има оптимизам и кај нас во компанијата и во владата и меѓутоа во граѓаните, но на што е најважно на крајот морам да го напоменам. Сите да ја штедиме електричната енергија. Тоа многу ќе му помогне прво на ЕСАМА, затоа што денес како заштедиме енергијата, ќе може да ја произведеме во јануари и февруари која ќе ни е многу попотребна. Исто така, секој што ќе штеди енергија, ќе заштеди и дел од финансите. Значи помалку пари ќе се трошат. И трето, ќе го зачуваме системот да биде стабилен. Требаат можеби како граѓани туку улогата на медиумите ќе биде важна, но и ваша конкретни насоки како да се штеди, како се граѓаните до вас медиумите, дајте да ја развиеме свеста кај нас сите, почнувајќи секој од на себе си и онаму кај што имаме можност да штедиме електричната енергија. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам и на вас за поканата. По паузата е саботажата. Долгата низа епитети, безпрекорната глаголивост со која се ширеше бајката за идната прва скопска дама, сега добива призвук на уште една трагикомична и вербална и кадровска утка. Данокот на авансната глорификација секогаш треба да се калкулира во конечната цена. Можам да зборувам само со пиетет. Жена борец, која што навистина импонира со својата упорност, со својата харизма, со својата човечност. Во ВМРО ДПМН има многу честни, вредни, храбри луѓе. Мицкоски, за жал, не е еден од тие. И Данела не само овдека во Скопје, во Македонија, се докажа и надвор и во светот. И затоа е чест и гордо за мене како човек да застанам позади лик Смалите доживљај. Богатството на зборови, сочниот вокабулар и користењето стилски фигури не само што не застануваат, туку добиваат на динамика. На параболата и хиперболата се одговара со алегорија, па се добива привид дека не станува збор за кавга околу милионски тендер, туку за надпревар по граматика. Кога ги фативме директорчињата на Мицкоски со рачињата во медот, тогаш веќе јас како градоначалник не чинам. Рачиња во мед е метафора, не е одговор на советничко прашање. Во оваа мелодрама се разбира има и непознати зборови за кои е неопходно дополнително толкување, кое може да помогне да се свати сижето. Врз основа на спроведениот квиз очигледно е дека се работи за улога, која некој се обидувал да ја преземе, а друг не сакал да му ја даде. И тоа во два последователни чина. Кај е шпицниот градоначалник? Не го гледам тука. Кај се крие Мицкоски? Господин Мицкоски, што ова значеше на Арцовска шпицен кандидат, градоначалник? Па, предпоставам ке треба господјат Арцовска да ја прашате што значува. А што шпицен премиер изиграва шпицен градоначалник? Може секаде да биде. Во Карпуш не може да биде шпицен. А на шпицниот градоначалник да му кажам едно. Мицкоски да не се крие.
Посебна специфика на запретот, чија ескалација допрва се очекува им дава тие кои со сериозна доза на револт и искрена разочараност ја преземаат врската, товарот за иницијацијата, да падне на нивните плеки, подметнувајќи се дури пред тоа да го стори и самиот лидер. Ја имам малци поголема одговорност од тебе во оваа ситуација, сега ќе ти кажам искрено зошто. Ајде. Првенствено затоа што јас бев еден од првите, еден од ретките во почетокот, а потоа и во целата кампања, кој ја поддржуваше господината Даниела Арсовска. Оние со малку почиста совест кој вела дека приватно се спротивставили, ако јавно дале поддршка. Освен интервентните граматички корекции, врз основа на долгорочно следење на однесувањето, водејќи се од анализа на карактеристиките и спецификите на поведението, изработуваат и психолошки профил на личноста. Мене ми изгледа како господината Арсовска на моментот делува како 4 годишно дете кој што има чеканче во рака и се што е околу него, секој предмет го гледа како клинец, како шајка и само удира. Но меѓу чеканот и шајката може да се најде и наковална, а секогаш добро информираните медиумски апологети на секоја од страните тврдат дека располагаат со доволно отпечатоци за тоа како се вршело прицврстувањето. Трајко Славински иначе не закажуваше седница на Советот на град Скопје додека не му биде обезбедено службено возило Volkswagen Passat и додека не му биде купен најновиот iPhone. И ја бойкотираше, не закажуваше седница на Совет додека тоа не му го обезбеди градоначалничката. Ето е Трајко Славински. И на крајот, градоначалничката има порака не само до незините гласачи, туку и до сите скопјани. Смалите доживљај. Никој ништо повеќе не ни очекуваше. Се друго ќе беше изненадување. Пријатно, се гледаме повторно в понеделникот 22.